Над 3500 лица ќе можат да добијат месечен надомест од 7600 денари. Ова го предвидува новиот закон за стечајци, кој веќе го помина филтерот на парламентот. Граѓаните кои ги исполнуваат условите треба лично да поднесат барање до центрите за вработување, каде што се евидентирани, и покрај барањето да достават и лична карта. Според информациите, досега 816 стечајци поднеле вакво барање за надомест, а рокот истекува на 19 септември следната година. Овие 816 барања, значи, немаме досега донесено решение за ниту едно барање. Се уште е рано за да кажеме кој и колку исполнуваат или не исполнуваат услови за остварување на правото по овој закон, со тоа што сега да имаме во предвид дека ќе бидат поднесени барања и од луѓе кои што можеби сепак се обидуваат или веруваат дека можеби ќе се најдат во овој закон, сите оние невработени лица кои што не се евидентирани како невработени, треба да се евидентираат, бидејќи еден од условите за искористување на правото по овој закон е истите да бидат невработени. Сепак, сите што поднеле барање не ги исполниле условите. Председателката на Сдруженијето на стечајни работници посочи дека околу 300 до 400 стечајци на ниво на државата не ги исполниле критериумите, а за нив допрва ќе се баре решение. Често се дешава, значи нема години на старост, не, или немају доволно оние 15 година во државен капитал, значи 15 година работен стаж. Тоа е најголем проблем, зашто знаеме дека рана транзиција од 90-те години на неки не ги дозволува да имају 15 година нели работен стаж во државна фирма. Меѓутоа, ќе се бара решение за тие. Сдружение нема да се откаже, обавезно ќе тражи допуну измену на законот за оваа година дана, така што ќе гледаме сите да ги згрижиме и нема да оставиме никој. Законот за стечајни работници стапи во сила на 20 овој месец. Тој предвидува надомест за невработени лица на возраст од најмалку 52 години за жени и 55 години за мажи, а при тоа треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна државна сопственост, иако таму работниот однос им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни оваа година.